Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата по географија за 8 оделение. Денешната наставна единица ќе биде географска положба, граница и големина на Европа. Да видиме кои се цели на часот. Целите на часот се учениците да ги препознаваат географските координати на Европа, да ја идентификуваат територијата на Европа како мост за поврзување, да ги објаснуваат карактеристиките и факторите за нејзината централна географска положба во светски рамки, да ги воочат објектите кои условуваат најмасовен поморски сообраќај во светот и да го оценат значењето на поволната географска и сообраќајна положба за животот и развојот на овој континент. Поимите што ќе се користат во текот на излагањето на оваа наставна содржина ќе бидат географска положба, географски координати, мост за поврзување, централна географска положба во светски рамки, протоци Гибралтар, Босфор, Дарданели, планината Урал. Европа е еден од 7 светски континенти. Името Европа потекнува од асирскиот збор Ереб, што значи заоѓање на сонцето, запад. Во однос на главниот напоредник, екваторот, Европа се наоѓа во северната полутопка, додека во однос на почетниот меридијан, Гринич, поголемиот дел од територијата се простира во источната полутопка. Европа се простира помеѓу Северно-ледениот океан на север и Средоземното море на југ, додека на запад од Атлантскиот океан до планината Урал на исток, која воедно е и копнена граница. Поточно, крајните точки на европското копно се ртот Мароки, кој што се наоѓа во Шпанија на 36 степена северна географска ширина, ртот Норткин, кој што се наоѓа во Норвешка на 71 степен северна географска ширина, понатаму ртот Рока, кој што се наоѓа во Португалија на 9 степена и 30 минути западна географска должина и планината Урал, која што се наоѓа на исток на 67 степен источна географска должина. Континентот Европа, ученици, целосно се простира во северно умерениот топлински појас, во кој постојат најповолни климатски услови за живот на луѓето. Во однос на географската положба, Европа има најповолна положба во однос на другите континенти, бидејќи од 3 страни излегува на вода. На следниот слајд ќе ги видите крајните точки на континенталниот дел на запад и на север. Излезноста на Атлантскиот океан овозможува поврзаност со Северна и со Јужна Америка, а со Средоземното море со Африка. Преку ова море, ученици, и со Суетскиот канал водат и најважните поморски патишта кон далечниот исток и Австралија. Европа во исто време представува и мост што по најкраток пат ги спојува континентите Азија и Африка. Покрај водните, Европа се карактеризира и со копнени врски, кои се најмногу застапени со Азија, а со подалечните континенти Европа е поврзана со голем број авионски линии. Кога сме веќе на источната граница, која е единствената копнена, таа од Азија е одделена со планината Урал, реката Урал, Каспиското езеро или море, реката Манич, Црно море, протокот Босфор, Мраморното море, протокот Дарданели и Егејското море. Со својата јужна граница, Европа преку Гибралтарскиот проток се доближува до континентот Африка на само 14 километри, додека со југозападна Азија Европа се доближува преку Босфорот и преку Дарданелите.
Во овие граници ученици, Европа зафаќа површина од 10 милиони километри квадратни. Испоредбено со другите континенти, таа е на предпоследното 6-то место, пред Австралија, која е и најмал континент. Според бројот на населението, Европа се наоѓа на 3-то место, после Азија и Африка, со 731 милион жители, или 11% од светската популација. На самиот крај од оваа видеопрезентација имам задача за учениците да одговорат на дадените прашања. Под 1. Колку континенти има на земјината површина? Именувај ги. Под 2. Кои граници се водни, а кои копнени? Именувај ги. Под 3. Именувај ги крајните континентални точки на Европа. Под 4. Во која полутопка се наоѓа Европа во однос на главниот напоредник екваторот, а во која во однос на главниот меридијан Гринич? И под 5. Колкава површина зафаќа Европа и колкав е бројот на населението на овој континент? Доколку сакаат учениците да ги проверат нивните знаења, на овој слайд ги имаат листата на одговорите на прашањата. Под 1. 7. Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Антарктик, Европа и Австралија со океанија. Под 2. Северната, Северно-леден океан, Западната, Атлантски океан и јужната граница Средоземно море се водни, а источната е копнена граница, планината Урал. Под 3. Најјужната точка е ртот Мароки, најсеверната точка е ртот Норткин, најзападната точка е ртот Рока и најисточната точка е планината Урал. Под 4. Северна полутопка во однос на екваторот и источна полутопка во однос на Гринич. И под 5. Површината е 10 милиони километри квадратни со 731 милион жители. Драги ученици, ова беше се за денес. Се гледаме во некое ново видео издание. Довидување.